Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Една од најдобрите нешта кои можеш да си ги подари себе си е да им простиш на другите. Прости и биди слободна. Прости им на другите не бидејќи заслужуваат простување, туку бидејќи ти заслужуваш мир. Простувањето не ги оправдува погрешните постапки, туку и дава можност на жртвата да се ослободи од огорченост. Простувањето е најдобар облик на љубовта во секој меѓусебен однос. Потребна е љубов за некој да каже прости ми, но уште поголема љубов за некој да одговори со ти простувам. Сето ова е лесно да се каже, но тешко е да се направи. Реалноста вели дека простувањето може да биде неверојатно тешко, но кога не им простуваме на другите, ние мислиме дека тие се оние кои се повредени, а всушност во таквите околности ние сме повредувани себе си. Ми се допаѓа цитатот кој вели: неопростувањето е исто како ти да пиеш отров, а чекаш другата личност да умре. Придружи ми се во денешната епизода на Скапоцена и сакана, каде заедно ќе размислуваме за еден од најубавите дарови кои Бог ни ги дава, а тоа е простувањето. Откако ќе го примеме Божјото простување, ние имаме слобода и сила да им простиме на оние кои длабоко не повредиле, а исто така можеме и себе си да си простиме и да почнеме одново. Денес ќе слушнеме приказна од 3 прекрасни жени кои сакаат да бидат отворени со нас, да ги споделат нивните болни искуства од минатото и колку им било тешко да им простат на оние кои ги повредиле. Моето име е Амира, што значи принцеза. Но во животот луѓето ме третираа како се, освен како принцеза. Никогаш не ни помислував дека ќе се омажам со насилен сопруг. Со години ме омаловажуваше и поради неговото однесување мислев дека сум безвредна. Никогаш не ги ценеше моите достигнувања и постојано се плашев дека ќе го разгневам. Често ми викаше, ме тепаше, ме заклучуваше во соба и слично. Поради сето тоа живеев во срам и со тек на време поверував во лагата дека сето тоа е моја вина. Дури и откако успеав да избегам од дома, ми беше тешко да му простам. Не можев да ги заборавам болката и омаловажувањето кои ги искусив од него, ми стана тешко да им верувам на мажите и мислев дека никогаш нема да најдам некој како кој ќе ме сака. Знам дека не е добро човек да живее во гнев, но навистина ми е тешко да му простам. Знам исто така дека морам да му простам за да продолжам напред со животот, но не можам. Јас сум басма, што значи насмевка, но не можам да се сетам на последниот пат кога сум се насмеала. Секое утро се будам со болни сеќавања кои никако да си заминаат од мојот ум. Се сеќавам на мојот насилен татко, поради кој секој ден мислев дека смртта е подобра од животот. Неговото малтретирање во моето срце остави рани кои никогаш не се зацелија. Како мало девојче многу сакав да ме сака и почитува, но наместо тоа, тој често ми велеше: твоето раѓање беше грешка, или ти си срам за нашето семејство бидејќи си девојче, или ти си безкорисна и безвредна, или никогаш нема да те сакам. И сега се прашувам како можам да му простам на човекот кој ми го украде детството, ми го скрши срцето и ми предизвика толку болка. Како моето срце да му прости за тие зла? Библијата вели дека простувањето е патот до слободата.
дека не ослободува од оковите на минатото. Но секогаш кога помислувам да му простам на татко ми изгледа дека со тоа ќе намалам важноста на сето тоа што ми го направи. Без разлика што поминаа веќе многу години, сепак не можам да му простам на татко ми и да продолжам напред со животот. Се чувствувам заглавена во минатото, непосебна да најдам исцеление и мир. Се чувствувам како да сум затвореник на моето минато и тоа ме парализира. Моето име е Лајна и не можам да си простам себе се бидејќи го абортирав моето бебе. Кога забременив имав само 16 години. Бев толку уплашена и збунета што не знаев што да сторам. Ако се дознаеше за мојата бременост, татко ми и сите мажи од селото ќе ме каменуваа до смрт. Затоа донесев одлука да ја прекинам бременоста. Знаев дека тоа е погрешно, но сепак го сторив и од тогаш наваму постојано чувствувам вина. Секој ден мислам на моето бебе и често размислувам за тоа какво дете ќе беше ако пораснеше. Вината и кајњето се толку тешки што не можам да си простам за моето дело. Сите ние сме биле повредени на некој начин од некоја личност, било да станува збор за ментално, емотивна или физичка повреда. Да, простувањето е навистина мојкна алатка која ни помогне да најдеме радост и слобода во животот. Иако во животот имаме многу болни моменти и трагедии, ако одлучиме да простиме, ние се позиционираме во ситуација во која ќе можеме да продолжиме напред. Драга пријателке, простувањето е избор. I want a heart that forgives, a heart full of love, one with compassion just like yours above, one that overcomes evil with goodness and love, like it never happened, never holding a grudge. Want a heart that forgives, that lives and lets live, one that keeps loving over and over again, one that men can offend because your word is within, one that loves without price like you, Lord Jesus Christ. Want a heart that loves everybody, even my enemies. Want a love like you, be like you, just like you did. I want a heart that forgives. Want a heart that forgives when the ones that are closest, that I've known the longest, hurt me the most. I still wanna love them just like you love me, even though I'm hurting. I want a heart that forgives when the pain is so deep, it's so hard to speak about it to anyone, just like your son. I give up my right to hold it against them with hatred inside. I want a heart that loves everybody, even my enemies. I want to love like and be like you, just like you did. I want to walk like you, talk like, just like you did. Want to be like you, live like you, just like you did. 'Cause a heart that forgives is the heart that will live, totally free from the pain of the past. And the heart that lets go is the heart that will
so much freedom. Писмо до Бог. Моја скапоцена и сакана ќерко, сега кога бараш мир и утеха во животот, сакам да знаеш дека сум блиску до тебе и сум подготвен да те прегрнам со љубов. Јас сум твојот небесен татко, оној кој те создаде според својот лик, и сакам денес да ти зборувам за простувањето и спасението. Ќерко моја, многу добро знам кои се твоите бремиња и како истите ти ги отежнуваат животот, бидејќи чушуваш вина и срам. Ги знам твоите лични борби, твоите солзи и болки. Знам за повредите кои се дел од твојот живот, иако љубовта на луѓето е секогаш условна и многу пати лажна. Сакам да знаеш дека мојата љубов за тебе е безусловна и вечна. Сакам да знаеш дека без разлика што си направила во минатото, јас сепак те сакам и прифаќам таква каква што си. Дојди кај мене со отворено срце и исповедај ги сите гревови поради кои твојата совест е обременета. Нема да те казнам за твоите гревови, туку ќе ти ги простам, бидејќи колку што е голема далечината меѓу небото и земјата, толку е голема мојата љубов за оние кои се покајничко срце доаѓаат кај мене. Јас ти ја покажав својата благодат преку смртта на Исус Христос на крстот и преку тоа ти нудам можност да ти бидат простени сите гревови. Исус умре на крстот наместо тебе, за ти да имаш вечен живот во рајот, да бидеш слободна од своите гревови и да уживаш во животот, а не да бидеш заробена. Јас ти нудам прошка и нов живот. Не сакам да бидеш заробеник на своето минато. Дете мое, те повикувам да го прифатиш овој скапоцен подарок, наречен простување, да се ослободиш од оковите кои те врзуваат и да зачекориш во изобилниот живот кој го имам подготвено за тебе. Сакам да живееш во полнота, да искушиш радоста што произлегува од срцето кој е ослободено од вина и срам. Дојди и принеси ги сите бремиња на дното од крстот, дозволи му на моето простување целосно да те измие, да го обнови твојот дух и да ти исполни со надеж и цел. Прифати ја слободата која ти ја носам, прифати ја благодата, милоста, радоста и мирот кој произлегува од новиот живот. Никогаш не си сама, бидејќи јас сум со тебе, те водам, те утешувам и се радувам за твоите нови почетоци. Верувај во моето простување и нека ти биде основата врз која ќе го градиш твојот победнички живот, кој ќе биде за моја слава. Те сака твојот небесен татко, Бог. Драга пријателке, дали сакаш да ти биде простено? Дали копнеш за мир со Бог, со другите и со себе си? Ако одговорот е да, сега е моментот да ги добиеш тие нешта. Во Новиот Завет, во посланието до евреите, 3.15 пишува: денес, кога ќе го чуете неговиот глас, да не отрпнат срцата ваши, онака како кога се побунивте. Воопшто не е случајно што ја слушаш ова програма. Бог те повикува и сака да ти го даде неговото простување, кој за секогаш ќе ти го промени животот. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, though tossed about with
come. Oh, just as I am. Oh, I come. Oh, just as I am, O Lamb of God, I come. Постоја два вида на простување. Едното е од умот, а другото е од срцето. Простувањето кој произлегува од умот не е тоа што Бог го бара и очекува од нас. Кога само ќе кажеш ти простувам, тоа не значи дека си слободна од емотивното бреме кое се резултат на сите повреди нанесени од личноста што те повредила. Вистинското простување е подлабоко и го вклучува нашето срце. Затоа, драга пријателки, ако навистина сакаш да им простиш на оние кои те повредиле, треба да им простиш од срце. Еден ден едно момче и даде на својата мајка парче хартија на кој беа напишани сите одговорности кои имаат завршено во текот на неделата. Измиени садови, исперени јалишта, фрлено ѓубре, исчистена соба и одзедел напишана колку мајката му треба да му плати. Неговата мајка го направила истото, но на листот ги напишала сите нешта кои ги правила за него низ годините. Се разбира, списокот бил многу долг. Потоа, на долниот дел од хартијата напишала: платено е со љубов, те сака твојата мајка. Кога оние кои ве повредиле сакате да платат за тоа што го сториле, вие се однесувате исто како ова мало момче и заборавате колку многу Господ Исус Христос плати за вас и колку многу ви е простено. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Oh, just as I am. Oh, I come. Oh, just as I am, O Lamb of God, I come. Добре дојдовте назад во програмата Скапоцена и сакана. Кратка инспиративна порака. Двајца пријатели минувале низ пустина. Откако се скарале, едниот го удрил другиот по лицето. Оној кој бил удрен се чувствувал навистина непријатно, но без да каже нешто. Клекнал и на песокот напишал: денес мојот пријател ме удри по лицето. Тие продолжиле да одат и одеднаш наишле на оаза и одлучиле да се освежат. Оној кој бил удрен се заглавил во некоја кала од која не можел сам да се извлече, но неговиот пријател му помогнал. Откако се соземал, тој напишал на камен: денес мојот пријател ми го спаси животот. Другиот човек бил збунет и му рекол: откако те удрив, ти го запиша тоа на песок, а сега кога те спасив, го запиша тоа на камен. Зошто? Одговорот гласел: кога луѓето не повредува, тоа треба да го запишеме на песок, за кога ќе дувне ветерот да го избрише тоа што сме го запишеле. Но кога ќе ни направат нешто добро, треба да го запишеме на камен, за никој да не може да го избрише. Би сакала со вас да споделам кратка библиска порака, напишана од Адриан Роджерс. Ова порака длабоко го допре моето срце и ми помогна да им простам на оние кои ме повредиле. Постоја две нешта кои ги заробуваат душите на луѓето. Првото е вината, а второто е горченоста. Голем број на луѓе се заробени од овие двајца непријатели, но Исус ни кажува како да се соочиме со вината на огорченост. Опрости ни ги нашите долгови, тоа е вина,
како што и ние им ги опростуваме на нашите должници, тоа е огорченост. Кога нашите гревови се простени, стануваме слободни од затворот на вината, а кога ние им простуваме на другите, се ослободуваме од затворот на огорченоста. Може би ги слушаш овие зборови и си велиш, зошто да простам? Нашето рането его бара одмазда, но без разлика која е личноста која ни сгрешила, било да станува збор за мајка, татко, сопруг, сопруга, брат, сестра, шеф, работен или пријател, ние мораме да простиме. Сакам со тебе да споделам 3 причини зошто простувањето е добро. Прво, простуваме за да ја покажеме Божјата благодат на другите. Треба да простиме, бидејќи Бог ни простил. Во Ефесијаните 4:32 пишува: Бидете еден спрема друг добри и милосрдни, проштевајќи се еден на друг како што и Бог ви прости во Христос. Бог ни покажа милост уште додека бевме грешни. Ние заслужуваме вечна казна, но поради неговата милост тој не спаси и ни даде нова шанса, односно нов живот. Затоа како што нам ни е простено, така и ние треба да простуваме на другите. Второ, простуваме за да се ослободиме од вина, кога не им простуваме на другите. Може да чувствуваме вина. Например, кога ја молиме молитвата Оче наш, од Бог бараме да ни прости, онака како што и ние им простуваме на другите. Тоа значи дека ако не простиме на другите, ние сакаме и Бог нам да ни прости. Може би ќе си речеш добро, ќе простам на таа личност, но не сакам да имам ништо со неја. Замисли, Бог да ти го каже истото, ќе ти простам, но не сакам да имам ништо со тебе. Нема да ти е пријатно, зарем не? Нашето неопростување кон другите всушност покажува дека и ние не сакаме Бог да ни прости нам. Трето, простуваме за да избегнеме болка и тага. Неопростувањето не држи како заложници, затоа воопшто не е добро и полезно за нас кога ќе си речеш: нема да му простам на тој човек, ќе му платам една ден за тоа што ми го направи. Ти всушност свесно или несвесно се врзуваш за таа личност преку неопростувањето. Истото се случува и кога некој ќе рече: ќе и простам на таа личност, но откако ќе и се одмаздам, но Бог вели дека простувањето ја исклучува одмаздата како опција. Кога се одмаздуваме, ние всушност се спуштаме на истото ниво како личноста која не повредила, а кога простуваме, покажуваме пример на таа личност. Исто така, кога тврдоглаво одлучуваме да не простиме, мора да бидеме свесни дека таа огорченост една ден ќе прерасне во омраза. Тоа е многу опасно за твоето духовно здравје, бидејќи ве води кон споро духовно самоубиство. Не верувам дека го сакаш тоа за својот живот. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's
Драга сестро, без разлика во какво семејство си порасната, која е твојата религиозна позадина, во каков дом си порасната, која е твојата возраст, какви грешки си направила во животот, со какви навреди и болки си се соочила во животот. Ако Господ денес ти зборуваше преку оваа програма, сакам да те охрабрам да ја молиш следната молитва заедно со мене. Небесен Татко, понизно доаѓам пред Тебе и го барам Твоето простување за гревовите кои ги направив. Моето срце обременето од тежината на моите грешки и признавам дека повредив многу луѓе. Те молам, поради Твојата милост, исчисти ме и дај ми нов почеток. Господе, пред Тебе ги носам и раните кои другите ми ги нанеле. Болката на вистина длабока и ми се чини дека не можам да им простам, но ја предавам таа болка на Тебе, знаејќи дека Твојата љубов може да донесе исцеление. Боже, дај ми сила да им простам на оние кои ми наштетиле во животот. Помогни ми да сватам дека огорченоста ме држи во окови и замени ја со сочувство и разбирање. Научи ме да ги гледам луѓето во Твоите очи и да им ја покажам истата благодат која Ти мене ми ја даде. Татко, Ти благодарам што ме сакаш и што ги слушаш моите молитви. Ти благодарам што ме ослободи од оковите на минатото и ми даде сила да размислувам за еднината. Знаејќи дека Твојата љубов и простување ќе ме придружуваат низ сиот мој живот. Во името на Исус Христос се молам. Амин. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не Контактираш на адресата Жени со надеж.